Лојалност кон татковината секогаш. Лојалност кон владата кога тоа ќе го заслужи. Марк Твен. Добро дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. Денес разговараме на една многу занимлива и многу битна тема. Воедно ќе испадне, верувам и дека е многу длабока тема, а воедно тема која што луѓето ја разбираат понекогаш и на лице место без многу објаснување. Се работи за идејата на асабија. Повеќето луѓе не го знаат овој наслов, затоа што овој наслов, односно израз за оваа појава, е одамнешен, уште од 14 век, воведена од арапскиот философ Ибн Халдун, кој ги истражувал арапските племиња во склоп на арапското царство тоаш што постоело и завојуваните султанати меѓу себе, од Африка се до арапскиот полуостров и така натаму. И тој го вовел овој израз на асабија, кој што според него е еден вид на плотеност и на солидарност со заедницата, на поединецот. Меѓутоа и не само на поединецот, туку и на сите подгрупи и под заедници во самата заедница. Значи, асабија е, според Ибн Халдун, вплотеност и солидарност со заедницата. Овој израз неодамна беше повторно популаризиран од историчарот Питер Турчин, кој што според мене е еден многу значаен и квалитетен историчар на денешницата и кој што работи на неговата теорија која што е нарекува клиодинамика. Односно еден вид на статистички или математички пристап кон историјата, кон минатото. И Питер Турчин се занимава практично со истражување на тоа како настанале царствата, односно империите, зошто настануваат, кои се главните причини за истото, кои се факторите кои што влијаат во овој процес и дали истите можат да се утврдат математички и статистички од информациите и податоците кои што ги имаме. Значи да се направи анализа и да се увиди, да се утврди една емпириски издржана историска наука која што може статистички да се истражува и да се анализира и да се носат заклучоци во однос на тоа. Че тоа е Питер Турчин. Питер Турчин го популаризира повторно изразот асабија. Во неговата идеја за асабија, накратко, за него асабијата е способноста за заедничко постапување или за колективна акција. И според него асабијата не е фиксна одлика, не е еднаш за секојаш зацртана, туку се менува. Може низ времето да паѓа, може и да се зајакнува. И според него зајакнувањето или паѓањето имаат ефекти понатаму во други нешта. Обично зајакнувањето има ефект да создаде нови царства, кралски нации, царски нации и од тоа царство, односно империи, меѓутоа за тоа понатаму. Во она како јас ја толкувам асабијата, практично според мене тоа е степен на заедничка вплотеност во една заедница. Тоа е едно чувство на заедништво и желност и способност да се жртвува поединецот за самата заедница, односно алтруизам, солидарност со заедницата. Значи, она кога ќе кажеме, јас сум македонец, јас сум спремен да ја бранам татковината, јас сум спремен да го бранам семејството, јас сум спремен на мојата група на блиски луѓе, заедно да постапуваме и да бидам алтруистичен спрема нив, да им помагам, да ги бранам, да делуваме заедно и да се чувствуваме како вплотени, тоа според мене е асабија. И ова мислам дека открива една друга работа која што исто така сакал да ја поминеме, а тоа е дека асабијата не делува само од аспект на царства, империи и нации, како што го истражува Питер Турчин, туку делува на секое ниво, секаде каде што има заедници, односно колективи. Дали е семејство, дали е организација, дали е нација, дали е народ, дали е империја, дали е меѓународна организација, што и да е, или цивилизација дури, асабијата постои на секој од тие нивоа и на сите тие нивоа значи вплотеност и солидарност со дадената заедница. Ова беше воведот за асабија, а верувам, не само што верувам, туку знам, бидејќи дискутиравме сега со свештеникот, дека и тој има свој слој на толкување на самата асабија и дополнителни објаснувања кои се, така што ќе му дадам збор сега и нему. Повели. Ти благодарам, процесоре. Значи, асабија, како дефиниција која што ја сковал, ја создал арапскиот историчар Ибн Халдун, меѓутоа и според дефиницијата на Петар Турчин, сметам дека во нивната смисла, во нивните очи, тоа првично представува една сила или
сплотеност, подобро кажано е сила, на една група или на еден народ, да действува како едно тело. Меѓутоа, сметам дека и покрај тоа што тие го создале овој термин, покрај тоа што Ибн Халдун го создал овој термин и е имал таа замисла, мислам дека оваа замисла била гениална, бидејќи тоа е само површината, тоа е само врвот на сантата мраз, а тоа е сплотеноста, туку асабија е многу повеќе од тоа. Мислам дека асабија, според мене или според тоа како јас ги гледам работите, тоа е еден вид на поголем ум, создаден од колективот, создаден од умовите на сите во колективот. Што е еден вид на мравијалник во кој сите знаат што треба да прават со многу голема кохезија. Нели, кога ги погледнеме мравките или ги погледнеме пчелите, тие многу малку комуницираат помеѓу себе, врз основа на тоа што прават. Колкава е нивната ангажираност и нивната комплексност, нивната комуникација е далеку помала во споредба со нашата комуникација и нашата комплексност на активностите. И сега, асабија, како што јас ја замислувам, како еден поголем ум, таа зависи од многу работи. Значи, зависи од генетиката на луѓето, можеби, зависи од сличноста на групата, зависи од заедничките цели кои што ги имаат, секако, зависи од историјата или историските сличности кои што ги имаат, од светогледот кои што го имаат индивидуалците и така натака. Значи, за да може да има асабија, за да може да има кохезија и сплотеност и потоа да се јави оној поголем ум, мора да има одредена сличност помеѓу индивидуалците. И таа сличност не мора да е секогаш во нешто конкретно, туку може да биде во различни аспекти помеѓу различни индивидуалци во самата група. Меѓутоа, исто така, во својата природа, според мене, асабија е термин кој што војува или е спротивен, или е против тежа на оној концептот за општествена атомизација, каде што сите сме еден посебен остров и сите треба да функционираме посебно, одвоено, како индивидуалци, а оно што се јавува како колективна манифестација, тоа е само производ на нашите активности, тоа е само оној слободен маркет кој што го создаваат индивидуалците, а не е нешто кое што е живо или поголемо од нас. Нешто кое што го создаваме како создание или од кое што сме ние дел од. Не туку општествената атомизација вели нема такво нешто, тоа не постои или ако постои не треба да постои, туку треба да си бидеме само индивидуалци кои што имаме различни односи помеѓу нас и толку. И ова всушност во голема мера не се бори само со концептот на асабија, туку и се бори со концептот на љубов, меѓутоа тоа е друг муабет. И сега би сакал понатаму да зборувам за психолошкиот и духовниот аспект, па дури и за надконцептуалниот аспект на асабија. Меѓутоа, првин ќе поставам една основа, која што многу луѓе ги буни, па после тоа понатака низ разговорот ќе разговараме и за подлабоките аспекти на асабија. Оно што сакам да го поставам како основа, од која што јас ќе се движам и ќе почнувам со моите размислувања, тоа е нешто кое што не многу луѓе се сложуваат, поради различни причини, меѓутоа сметам дека тоа е вистината. Тоа е факт. Што е тоа? Тоа е она генерално мислење кое што владее и кај десницата и кај левицата, дека индивидуализмот или крајниот индивидуализам е добра работа. Дека онаа општествена атомизација е добра работа. Тоа е нешто кое што јас сум апсолутно против. Зошто? Бидејќи тоа е радикализација. Значи, апсолутна индивидуалност е забегување во едната радикална страна на спектарот на заедништво или индивидуално. И ова мора да се утврди. Значи, многу луѓе, особено во десницата, конзерватисти и либертаријанци, го гледаат индивидуализмот како добра работа. И тој во суштина е добра работа, секако, кога е умерен и кога е доволно развиен, за да има човекот здрава слика за себе, да има самодоверба, да биде слободен, да биде способен, да биде желен да размислува со своја глава, да си живее автентично и самостојно и така натака. Меѓутоа, како и во сите работи, кога десничариве ќе видат
отпор од другиот табор, например од комунистите или од оние воук разбудени левичари, кои што се против тој индивидуализам, тогаш овие десничарите чувствуваат потреба да го бранат индивидуализмот, ама онака ревносно да се идентификуваат со него и бидејќи имаат омраза против непријателскиот табор, го носат индивидуализмот како концепт до неговата екстремизација и до неговата атомизација, а не го бранат она основно умерено ниво на индивидуализам. Исто така па, она што е интересно, значи не е само едниот табор кој што е индивидуалист. Исто така гледаме од левичарите повторно екстремна индивидуалност, потреба за екстремна индивидуалност. Поготово кај оние разбудените новите левичари. Зошто? Кај нив е друга причина. Кај нив причината е онаа екстремна самобитност, нарцизам, болест по внимание и така натака, да бидам виден, да се истакнам и така натака. Ама во болни граници, не во нормални граници, не во граници на креативност, туку во граници на апсолутна разболеност. Она што се јавува како последица е тоа што поединецот престанува да се идентификува со заедницата, значи и кај десничарите и кај левичарите, и доаѓа до дегенеризација, доаѓа до распад, до преголема подложност на влијание од надворешни сили и така натака. Јас само сакам да додам една работа. Ова што го кажете како екстремизација на поединецот, на нарцисоидните наклонетости на поединецот, практично води и кон оној модерен, постмодернистички морален релативизам, каде што нема правила. Едноставно, што замислам, тоа е вистина, можам да се поистоветам со што сакам, можам да бидам слон, можам да бидам жена, можам да бидам авион, хеликоптер. Значи, буквално нема морални правила, затоа што се поаѓа од мене, и ако се поаѓа од мене, може било што да биде. Што сакам, што ќе кажам, што ќе смислам, може да биде. Во прагматично и во стварна смисла тоа не може да биде. Не можеш ти да се поистоветуваш со било што, има некои биолошки, физички реалности кои што кога тоа ќе се сутриш со нив, значи ако мислиш дека си хеликоптер и се пуштиш од зграда, ќе заврши твојата идеја дека си хеликоптер, или ако мислиш дека си жена, а си маж, ќе се обидеш да се оплодиш и ќе видиш дека не можеш да направиш дете, значи едноставно не си жена. И сакам да кажам дека има некои судири со реалноста кои што ќе те вратат назад, меѓутоа во денешната абстрактизирано општество и заедница, ваквите сулуди идеи, ваквите нарцисоидни идеи кои што потекнуваат од екстремната индивидуализација на поединците, можат да пливаат, да речеме, таму и да не се целосно и брзо оспорени и негирани. Што има возможува на самите поединци да не созрат и да останат секогаш детски, затоа што ваквите идеи се детски идеи. И од тука се развива оној постмодернистички морален релативизам, кој што го има критикувано и Джордан Питерсон, ама и ние го имаме критикувано претходно во нашите епизоди. Само сакав да додам како ефект што се случува. Така е, апсолутно, значи не е тоа само еден вид на морална нелогичност, туку и фактичка нелогичност. Едноставно тие одат спротивно со реалност. Тоа беше мојата главна поента на која што ќе завршам, со тоа што сакав да укажам дека ова е една основа која што ја поставувам, бидејќи сметам дека она што е многу важно да се заклучи на почеток, за да може да се тргне од оваа здрава основа, тоа е дека индивидуализмот е добар, меѓутоа во умерени граници. И покрај тоа што ги гледам и двата табора кои што се борат меѓу себе, меѓутоа и двата табора имаат една ментална позиција која што им вели и дека индивидуалноста, она екстремна индивидуалност е добра работа и дека треба да се негува и уште повеќе да се двоиме. И тоа сметам, чим ги гледаш дека кај двата табора има една идеја која што им доминира, поред мене многу е голема веројатноста за тоа да е пропаганда. Тие да се изманипулирани така да размислуваат, затоа што на некој му одговара општествена атомизација за да може лесно да ги контролира. Исто така сакав само уште нешто да кажам, додека ти зборуваше ми текна на едно меме, кое што вели, например, да речеме синот, и вели на мајката: мамо, јас мислам дека сум девојче. И мајката му вели: епа не си. и доле пишува: вака треба да заврши тој сомнеш за себе. Толку треба да биде. Баш би те прашал сега една работа. Нели мислиш дека и делумно оваа обсесија со поединецот и со нарцисоидните наклонетости, нели мислиш дека исто така е како еден остаток од хуманизмот и ренесансот, кој што заради претходниот силен колективизам кој што го гнетува поединецот, тие се како реакционерска струја која што
го асертираат поединецот, да речеме, во општествата, особено во европските општества. Арно ама се претерува со тоа и денеска се стига до овие отровни, извештачени, претерани форми на асертирање на поединецот. Екстремни. Мислам дека тоа е многу интересен концепт, иако не се согласувам, мислам дека не е остаток од хуманизмот и ренесансата од средниот век, туку мислам дека е ново движење на човечката мисла, меѓутоа многу слична на хуманизмот и ренесансата. Апропо нејзе, меѓутоа не влече корени од нејзе. Тоа така мислам јас. Затоа што некогаш ги имам слушнато како го рационализираат истото, демек ете имаше во минатото колективистички некои многу силни тенденции каде што поединците беа угнетувани, стану ќе го спомнат Советски сојуз, ќе спомнат, не знам, Кина, комунистичка и така натаму. И викаат, за разлика од тоа, па во други земји во западниот свет, ние имавме комунизам и ренесанса, кој што го асертираше поединецот и сега дуваат на јогурт во смисла, еве, што се случува кога доаѓа колективизам, мора да претераме со индивидуалноста, како што беше направено тогаш како реакција на црквата во среден век. Нешто во таа смисла. Сега, тоа може само идеолошки концептуални остатоци, не мора дека е истото. Апсолутно, ама ова е ставот на десничарите. Тие така го оправдуваат, додека пак левичарите го оправдуваат истото, меѓутоа со различна ментална гимнастика. Тие велат, ние бевме доминирани од западниот свет, од патриархатот, бевме доминирани од богаташите и така натака, и сега мораме да се вратиме кон некоја индивидуализација за да го уништиме патриархатот, да го уништиме она систем кој што го изградил белиот човек, кој што го изградил. Значи и двете страни си прават некој замислен непријател кој што го поистоветуваат со колективизмот. Меѓутоа во својата основа лежи нарцизам и лежи неодговорност, според мен. Така, се согласувам со тебе. Инаку вака како што зборуваше, кога кажа дека фокусот кон поединецот е добар, се додека не претера, фокусот кон заедницата е добар, се додека не претера. И мислам и тоа и го гледаме нели во спирална динамика, фазите оние што се као поединечна, колективистичка, поединечна, заедничарска, или те цело време се менуваат едни од други, веројатно реакционерски во однос на претерување во едната и во другата страна. Се додека не стигнеме нели до жолто, до трикизно ниво, каде што ги гледаме и двете страни дека се битни, дека треба да се умерени. И сега ми текна на еден интересен феномен во животинскиот свет, за ова ти сигурно ќе знаеш, а тоа е феноменот на стигмергија, односно како се самоорганизираат мравките и термитите и сличните бубачки, секти, а тоа е дека има самоорганизација на недиректен начин, значи таму нема еден кој што им кажува вака правете или меѓу себе, нивната комуникација постои, ама најчесто е недиректно, оставаат хемиски траги, например, мравките одат низ тревата, оставаат хемиски траги и потоа следната мравка ги открива трагите и ако е појака трагата, тоа значи дека веројатно таму повеќе мравки поминувале, што значи дека веројатно таму има храна, па треба и јас да отидам, и така се зајакнува нели оној движење кон храната и така колективно делуваат иако не се координираат како нас. И сега интересното е што кога ќе помислам како и луѓето се организираат и кога расправаат и кога се организираат преку символички маркери, например религија или не знам концепти како председател, држава, институции, сите тие работи, право, не знам правосуден систем и разни работи, организации. И го гледам истото дека всушност и луѓето прават стигмергија. Значи ние не цело време расправаме свесно и директно во зборови околу тоа, туку расправаме и на символичко ниво, на подсвесно ниво, на несвесно ниво, значи и така се координира. И тоа мислам дека ќе го збориме тоа за темните аспекти на сабијата, меѓутоа да не го ширам многу, ако сакаш да кажеш нешто за стигмергија, ако сакаш да додадеш повеќе. Не, мислам дека многу добро ја објасни. И баш така е, со оставање на феромони, тие им укажуваат на каде да се движат и тие потоа како еден вид на програм, како AI програм, учи од феромоните, од количината на феромони кои што е изнесена. Например, една мравка ќе следи феромон оставен од друга мравка, меѓутоа ако таму не најде храна, ќе ја смени својата насока во друга насока и таму ќе се намали концентрацијата на феромони и други мравки нема да бидат привлечени натека затоа што има малку феромони. Меѓутоа, онаа мравка која што ќе најде храна и ќе остави феромони, други ќе дојдат и ќе најдат истата храна и ќе остават повеќе феромони, остава повеќе посилна миризба, да речеме, или посилно ги привлекува другите мравки и се развива таа гранка на движење на мравките. Буквално е како еден вид на AI програм
со вештачка интелигенција кој што учи на кои патишта да се движи, или како мозокот кој што учи, кој што создава невронски патишта на движење. Многу интересно е тоа. Да, и тоа е буквално статистика, онака, кај е посилна трагата, таму повеќе, кај е послаба трагата. И она што се случува со мозокот, например, кога спиеме, еве уште една интересна работа, е дека кога спиеме, она што сме го научиле во текот на денот, јаките врски, кои што се обично емоционално обременети, се зајакнуваат додека спиеме, а оние хаотичните слаби кои што биле небитни, заради тоа што се емоционално необременети, неодбележани, тие се распаѓаат. И така памтиме. Памтиме со тоа што ги зајакнуваме оние јаките битните врски, а ги отфрламе хаосот кој што се небитни, она шумот кој што не е небитен. И тоа го правиме додека спием. И заради тоа спиењето е многу битно за учење практично. Апсолутно, сега тука забегуваме од темата, ама затоа и се сметам дека затоа и се јавува онаа халуцинација кога нема долго време да се спие, бидејќи мозокот веќе не знае што треба да игнорира, што не. Не само тоа, исто така онаа контрола на делот од мозокот кој што размислува и гледа и така натака почнува да се мешаат помеѓу себе границите и контролите, меѓутоа исто така мозокот не знае што треба да филтрира веќе. Да, и може би треба за вештачка интелигенција која ќе халуцинира да ја даеме да спие малку, да одмори малку и да не халуцинира. Може тоа е решението, кој го знае. Ако си 24/7 достапен, кога тоа ќе почнеш да халуцинираш. Поред, да не се оддалечуваме премногу од темата на асабија, меѓутоа мислам дека овој што го зборувавме ќе се поклопи затоа што асабијата не мора да е директна, не мора да е само се зборуваме меѓу себе и ние заедно сме нешто, туку многу често групите меѓу себе се осеќаат заедно дури да не кажат никогаш дека се заедно. Туку едноставно го имаат чувството на заедништво. И тоа е слично на стигмеријата како кај термити, мравки и така натаму. Односно, ако заедно постапуваат, ако заедно одат од А до Б, ако заедно прават нешто, веќе го развиваат чувството на заедништво, односно асабија. Сега, да се вратам кон асабијата. Значи, јас би обработил две прашања тука. Тоа едното е, малку би навлегол во самата теорија на Питер Турчин, затоа што мислам дека многу добро ја објаснува асабијата и низините ефекти, а второто е би навлегол во тоа зошто е битна асабијата. Општо, значи, што возможува таа да направи. И мислам дека ќе видиме низ илустрациите кои што ќе ги кажам. Значи, според Питер Турчин, асабијата е, да повторам, способност за заедничко постапување или вплотеност. И тој вели вака: многу често кога се наоѓаат некои народи, племења, сеедно, кога се наоѓаат на маргините на царствата, односно империите, каде што царствата и империите меѓу себе војуваат и каде што постојано им вршат притисок, затоа што сите царства се шират. Сакаат да се шират во територија, сакаат да се шират и во луѓе. Царствата, за разлика од кралствата, не се фокусирани на еден етникум, на еден народ, туку ги примаат сите народи под своја власт. Класичен пример Римската империја, која што сите што ќе ги освоила, не ги убивала, не правила геноцид, туку викала: сега вие сте римјани, ќе ви изградиме институции, меѓутоа од сега вие сте лојални на Рим и ќе плаќате данок. Значи, да кажеме дека царствата се еден вид на помудри кралства или надконцептуални кралства кои што се одделиле од она ние сме само ова етникумов и ништо не интересира, сите други ќе ги освоиме или ќе ги оттепаме и така натаму. Сега, многу често на маргините на царствата се наоѓаат народи кои што се под овој притисок од самите царства да бидат освоени и поробени. И оние кои што не се вплотени често губат. Класичен пример е античките македонци во борбите со Римската империја, каде што веќе биле распаднати, нивната асабија била многу слаба и Рим ги освоил прилично лесно. Во неколку битки ги освоил. Исто и нели другиве хелени надоле. Од друга страна, некои народи кои што се вплотени успеваат да одолеат на овој притисок и не само што да одолеат, туку им се зајакнува вплотеност. Под овој притисок им се зајакнува вплотеност. И обично царствата кои што нив ги притискаат нема да успеат, ќе изгубат во борбите, затоа што многу често оние народи кои што се вплотени се многу појаки, без разлика бројчено што се послаби, неголи оние кои што не се. Класичен пример е повторно Александар Македонски со својата војска кој што не само што ја поробил Персија, која што била помногу бројна, ги ршум ги напрел, значи отишол таму и се им освоил, без разлика што Дарий III бил многу бројен, со многу бројна војска. Ама вплотеноста асабијата кај Дарий III кај Персија била многу послаба неголи кај македонците тогаш. Сега, ова е семето практично на воздигнувањето на новите царства. Таквите народи кои што се наоѓаат на маргините и кои што под притисокот на другите царства ја зајакнуваат својата вплотеност на асабија,
на крајот заради тоа што толку се вплотуваат и толку стануваат вплотени меѓу себе и силни и спремни да делуваат заедно како еден организам, успеваат да ги победат сите одоколу, кои што се послаби, успеваат да ги победат и старите царства, кои што ја губат својата асабија со текот на времето и успеваат да им ја превземат територијата и на крајот останат самите по себе нови царства, нова империја. Тоа се случило повторно со Филип II и Александар Македонски. Станал империја. Од кралство македонците ги освоило околните Хелени и други и станал царство. После тоа се случило и со Рим, односно латините, кои што биле практично народ, племе во средна Италија, со текот на времето малку по малку ги освоиле или ги испотепале сите тие кои што биле на италијанскиот полуостров и станале царство, односно империја. Значи, од притисок на врсамите латини, од тие што се околу нив кои што биле, станале царство затоа што ја развиле својата асабија. Сега, интересното е дека од кога ќе настане едно царство, тоа станува многу материјално успешно. Како што станува материјално успешно, почнува да има многу голема разлика внатре во самото царство, во самата империја, помеѓу богатите и сиромашните. Елитите се продрснуваат, народски кажано, стануваат преголем број, почнуваат да ги даночат и да ги тормозат обичните луѓе, плебејците, да ги даночат премногу, да им се качуваат на глава и на грб, на плеќи премногу. Обичните луѓе не можат да издржат тоа, почнуваат да стануваат нелојални на системот на царството и на елитите. Елитите стануваат лојални само на себе, стануваат нарцисоидни, си гледаат само своите интереси и ова е точката кога почнува да се распаѓа асабијата. И ова е тоа што Питер Трчен го истражува дека се случило и со Рим. Дека со текот на времето толку станала разликата помеѓу елитите, богатите, оние што биле од сенатот, например, сенаторијалната класа, патрициите практично. Толку станале богати, толку станале несразмерно богати во однос на обичните на плебејците, што асабијата во самото Римско царство попуштила и Римското царство се распаѓа, односно се префрлува во Византија. И оставило простор за нови царства. Оставило простор за Самуиловата држава, оставило простор за Василije II, оставило простор германите да ги освојат, па потоа да ја направат Франкската империја, да ја направат Светото Римско царство. Оставило простор турците селџуци да ги освојат во Левантот и така натаму. Значи, паднала асабијата и со тоа паднало снагата на Рим да постапува како еден ентитет. И тоа е целиот процес. Процесот е дека под надворешен притисок некои народи стануваат империи, затоа што ја зајакнуваат својата асабија, односно вплотеност, а потоа, заради преголемиот материјален успех, нивните елити се продрснуваат, што ја намалува внатрешната кохезија и асабија и на крајот истото царство се распаѓа. Ова е процесот кој што Питер Трчен го објаснува и кој што го анализирал и математички нормално во неговите трудови. Ти што би искоментирал, свештениче, за ова? Ова е многу интересно, бидејќи се поклопува со моето размислување, моите концепти на тоа како се гради асабија, особено со психолошкиот аспект, или барем еден дел од теоријата на Петар Турчин е оној моje размислување за психолошкиот аспект на асабијата, а тоа е како таа се гради. Јас сметам дека таа се гради, како што и опиша ти, на база на доверба, на база на припадност и на споделена жртва. Значи, доколку нема жртвување еден за друг, доколку нема припадност, доколку нема доверба помеѓу народот, исто така многу важно, не може да се изгради асабија и всушност се јавуваат оние негативни аспекти. Доколку веќе има изградено нешто, меѓутоа недоволно за да се зачува, тогаш почнува да се распаѓа. А ако нема изградено, никош не може ни да се изгради. И сега во нашаво модерно време ние гледаме дека луѓето се стимулирани не само од надворешни пропаганди, импулси и така натака, туку и од самите себе, како едно колективно несвесно, баш да создаваат и да негуваат вредности кои што се спротивни на доверба, на припадност и на жртвување, на споделена жртва. Значи, буквално се стимулирани сме да размислуваме во аспект на секој човек е свој остров, своја нација, така натака, и тоа создава невозможност да се координираш, да се здружиш, не можеш да направиш некој долгорочен проект, долгогодишен, долговековен проект со луѓе и така натака. И се распаѓаат оние работи, оние аспекти на една цивилизација кои што биле како еден вид на смрзната, да речеме, асабија. Асабија која што се коагулирала со текот на долги години и сега формира еден вид на темел кој што ги држи генерациите.
оној темел кој што го поставиле оние силни луѓе, за потоа слабите луѓе, нивните наследници да го растураат. Меѓутоа не можат доволно да го растурат, бидејќи овие го изградиле многу силно. А тоа што е? Тоа се митовите, символите, религиите, јазикот, она чувство на емпатија, солидарност, па и стоицизам, кој што го има еден народ, прифаќање на својата судбина и еден вид на спор, стремеш, како да кажам, истрајност. Па и правниот и моралниот систем тука би го вклучил во тоа. Апсолутно, да, секако. Бидејќи правниот систем функционира врз основа на свеста на луѓето. Ти можеш, како што на пример направи Америка, ја го освои Авганистан и воспостави таму одреден судски систем и одредени вредности, да речеме, меѓутоа џабе се тие вредности, бидејќи моментот кога тие си отидоа и ја повлекоа својата војска која што ги чуваше тие вредности, тие си се вратија на старите вредности и крај, затоа што ја нема свеста да ги држи тие. Различна е свеста, да речем. Што сакав да кажам? Сакав да кажам дека доколку оваа коагулирана асабија или исталожена со текот на столетијата како религија, јазик и така натака се култура, традиција се уништи или се негира кај индивидуалецот, се гледа како нешто лошо, како нешто погубно, тогаш буквално се создава една автодеструкција, се уништува кохезијата. Човекот станува посебен, станува одвоен од своите предци, одвоен од целата таа приказна која што него го создала и го обвила во некоја индивидуа, го изградила и тој сега почнува да се двои, сака да си создаде нешто свое, нешто посебно, меѓутоа тој може да изгради нешто свое посебно, меѓутоа толку неговата сила ќе биде ограничена со неговото тело и со неговиот ум, нема да биде дел од нешто поголемо. Понекогаш кај некои народи се оди во онаа темна, меѓутоа дури не е ни темна асабија, туку е еден вид на екстремно компензирање, како на пример во национал-социјализмот и во фашизмот, каде што наместо да ја гледаат својата уникатност како нешто кое што треба да се негува, меѓутоа еднакво како другите уникатности, како другите идентитети, тие имаат омраза кон другите идентитети, зошто бидејќи се чувствуваат голема слабост, отсуство на самодоверба, отсуство на љубов кон своето, па мора да го компензираат со омраза кон другото. И тука се јавува шовинизам, се јавува оној исклучив патриотизам, каде што мораш другите да ги нема, ако има омраза кон некој, тогаш се чувствуваш дека си дел од некој. Тука се јавуваат оние навивачки групи кои постојат само затоа што има некој непријател против кој се борат, меѓутоа самите помеѓу себе немаат некоја кохезија и така натака. Значи тоа е еден вид на агресивно здружување кое што не е асабија. Не може да се направи паралела помеѓу нив. Асабијата се базира на доверба, на жртва, на припадност, на љубов и така натака. А овдека се базира на некоја моментална моб култура, она размислување во вид на толпа, кога мразиш некој, кога напаѓаш, кога сакаш само нешто да уништиш надвор од тебе, а не затоа што имаш љубов кон она внатре во тебе. Следно нешто кое што сакав да го кажеме, следен чекор е уште повисоко, ако навлегуваме во асабијата, можеме да влеземе во духовното ниво. И духовното ниво го гледам како еден прак кон надконцептуалното, кое што за мене е највисокиот аспект на асабијата, кој што ќе објаснам понатака. Меѓутоа на духовно ниво асабијата ја разбирам како еден вид на колективна свест. Што значи тоа? Тоа значи дека една заедница не е веќе, кога духовно се гледа, една заедница, таа не е веќе збир на индивидуи, збир на личности, туку станува една форма на енергетско заедништво. Еден вид на синхронизирано живење, синхронизирана намера. И ова го подига нивото на дејствување. Значи од егоистичко кон дејствување во вид на служба, во вид на живот за заедницата. Меѓутоа не е еден вид на субмисивен живот, како што е замислен во комунизмот и така натака, туку е живот од љубов. Ти имаш слобода, имаш автентичност, меѓутоа живееш од љубов за заедницата, затоа што ја сакаш. И заедницата исто така живее за тебе. И сега тука сакам малку да се задржам, сакам да направам две споредби, затоа што на духовно ниво асабија секогаш постои. Таа постои во еден вид на колективно несвесно, меѓутоа тоа е таа темна асабија, негативна асабија која што
кое што постои и секогаш постоело. Кога ќе се здружи некоја група, таа неминовно создава една свест која што е комбинација од целата свест на сите индивидуалци. И тука се манифестира и целата сенка и сите оние негативни карактеристики на човекот. И особено кога ќе се групираат без свест, негативните карактеристики се зголемуваат, значи тие се дуплираат, се множат едно по друго. И станува едно огромно колективно несвесно. И јас сметам дека во Библијата, кога ќе се спомне концептот за Сатана, дека се зборува токму на тоа човечкото колективно несвесно. Сатаната е, и затоа вели, Сатаната беше избркан на земјата. Сатаната е всушност колективното несвесно на човекот. Целата онаа сенка, сите оние зла кои што ги имаме ние во нас како индивидуалци, не само споени во еден колектив собрани, туку измножени еден по друг, затоа што кога се собере се множи, се зголемува во едно огромен црн облак, може да го замислиме, кој што сега веќе не е само што ние сме го создале, туку и тој не стимулира да правиме уште повеќе лоши работи и уште повеќе лоши нагони и мисли да имаме за да може да се зголемува и така натаму. Тој добива еден вид на полуживот, полуинтелигенција. Тој е веќе свесен ентитет кој што сака да создава зло и го создава преку своите демони. Кои се демоните? Демоните се империите, кои што се исто така полусвесни ентитети, меѓутоа делчиња од него, субмножества од него, тие пак се водени од паразитите кои што паразитираат на нив, исто така демони, а тоа се оние корпоративни демони. Зборам за модерните империи. Порано немало такви, меѓутоа сега тие постојат како еден вид на корпоративни демони, корпорации джиновски кои што имаат свој ентитет и тие паразитираат на империите, кои што пак се дел од Сатанат, од она джиновско колективно несвесно. Некои луѓе го нарекуваат илуминати, сметаат дека тоа се луѓе кои што контролираат, тоа не се луѓе, тоа е една сила која што ние ја создаваме. Меѓутоа исто така постои друг мит. Само ќе се, значи тука се распленив, меѓутоа сакам и ова да го кажам. Постои митот за Бабаджи во хиндуизмот. Бабаджи е еден митски човек, карактер или ади йоги, првиот йогин, кој што многу гуру велат дека тој е и Христос. Тој е всушност Христос. Тој е стар колку што е старо човештвото и е коагулација од све што е добро на човекот, од целата свест, све што е пожртвувано, све што е прекрасно во нас, све што е она возвишено кој што не возвишува кон универзалното апсолутно, кон Бог. Тоа е љубовта во нас. И таа се манифестира како еден човек. Тоа е Христос всушност, или тоа е Светиот Дух, може да кажеме, кој што се манифестира како еден колектив од све што е добро во нас. И тоа не води исто така и не управува и се труди да не избави, да не одвлече од колективното несвесно. Наша должност како индивидуалци е да бидеме свесни за Бабаджи или за Светиот Дух, а со тоа што сме свесни за добриот колектив, за асабијата во нас, ние всушност ја одземаме силата од колективното несвесно, од темната асабија, она здруженост, несвесна здруженост. Занимливо. Вака како што зборуваше ми текна на една работа, например ти ги означи империите како дел од темната асабија, односно како она претерување кон асабијата, каде што дури самите демони, самиот ѓавол е колективното несвесно во негативна смисла. И јас би рекол дека ѓаволот не е само во колективот, туку и во поединецот подеднак, значи веројатно мислиш и ти на истото. Само што кога е колектив се изразува колективно, кога е како поединец се изразува поединечно. Мислам, на кратко кајшата приказната за Каин и за Абел, нели е поединци се тамо, не се колективи. Апсолутно. Во оној дел од Библијата во книгата Откровение се вели за синот на Сатаната кој што е Антихристот. И јас сметам дека Антихристот е символ за несвесното во нас, за Сатаната во нас. Тоа е егото всушност. Егоизмот во нас, илузорниот јас. А Христос во нас тоа е нашата свест. Така, значи ако настане нормално од поединечните ега, кои ќе се спојат и настане колективно его, тоа е практично колективната сатана, како да ја кажам, не знам како да обяснам. Односно темната асабија. Сега исто така ги означи и империите сами по себе како дел од темната асабија, што може да е така, не сум сигурен, мада јас ги гледам и од друг аспект, во смисла дека империите на крајот се еден поголем
израз, односно форма, исказ на она природната генетска потреба да се доминира и да се наложи својот ген врз околината и врз се друго, и особено во конкуренција со другите поединци, ама и заедници околу нас. И можеби империите се како да кажам, најдобриот начин или најуспешниот начин, иако се многу сурови, иако прават геноциди и утепуваат сите други народи, меѓутоа се најдобриот начин па своите, тие што се империјалните елити, да се ги наложат своите гени. Што мислиш ти за тоа? Па точно, тоа е некоја вродена, да речеме, потреба во човекот, меѓутоа таа наша потреба лежи во животинската природа, во нашата, буквално лежи во несвесниот дел од нас, во она кое што можеме да го надминеме со свест. Значи, империите биле потребни, биле неопходни некогаш, меѓутоа сега можеме да создадеме големи форми на здружување кои што нема да имаат она империјален дух во себе, а тоа е духот да останеш вечно на власт и вечно да ја држиш моќта која што си акумулирал преку уништување на другите. Бидејќи тоа е во основа империјализмот. Се одржува себе си со уништување на другите. Додека пак оној нов вид на здружување треба да биде, всушност новиот вид на здружување е она што црквата го правела, меѓутоа и таа потоа станала империја бидејќи се корумпирала. Меѓутоа во својата основа она што сакала да го направи е цивилизација без динамика на мок и доминирање. Да. Еве сега ми текна, веројатно разликата е тоа што империјалниот поглед е се уште и поглед на немаштија. Немаме и треба да имаме што повеќе, да се осигуриме дека ќе имаме што повеќе. Ако треба ќе ги испоубиеме сите околу и нема крај на алчноста до кај може да одиме. Меѓутоа цивилизациониот поглед кој што понекогаш изникнува како преобразба на империјалниот е поглед на изобилство. И тука нема, доволно е веќе се, и самите идеи, цивилизационите идеи се различни во нивната суштина, не се алчни, не се нарцисоидни, туку се алтруистични, туку се пошироки и така натаму. Така што веројатно ако го кажеме второ како добра, прво како, односно погледот на немаштија како лошо, а погледот на изобилство како добро, од тој аспект би можело да се каже дека империите сами по себе се лоши или барем влегуваат во темната асабија. Сега, убаво што предискутиравме и што ја свртавме дискусијата наваму, затоа што додека размислов на тема и додека се подготвував, ми текна дека може да се постави многу добра паралела со теориите на спирална динамика и со теориите на J.D. Unwin. За спирална динамика инаку имаме посебни 2 епизоди кои што ги имаме снимено. Ако нашите следачи не се свесни за оваа теорија, оваа рамка и не знаат што се случува во незе, накратко ќе кажам само дека е рамка за човековиот и колективниот развиток и зрење, меѓутоа многу подлабоко и многу подетално ги обяснуваме во самите епизоди, така што ве повикуваме да ги прегледате и нив. Паралелата на асабијата со спирална динамика и со J.D. Unwin. Значи, спирална динамика, ако се подсетиме, имаше неколку фази. Тие се означени во бои, нели? Се почна од беж, која што е фаза на банди, па лијако е фаза на племе, односно село, па потоа имаме црвена, која што е кралство или народ, па имаме сина фаза, која што е царство или империја, па имаме портокалова фаза, во која што настанува материјален успех и морален релативизам, па зелена фаза, во која што има морален, духовен и вредностен релативизам, односно постмодернизам, и тоа се конвенционалните фази, оние фази на немаштија, кои што сега пред малку ги дискутиравме, а потоа после нив, ако една општествена заедница па и поединец успее да ги надмине и овие конвенционални фази, влегува во постконвенционалните, односно надконцептуалните фази. Прва од која што е жолтата, односно системски поглед на животот, во кој што сите овие фази почнуваат да се гледат како дел од целиот систем, од се што постои, па потоа одиме кон трикизна, која што е плотување на сите различни компоненти во една реална стварност, и корална и така натаму. Сега, во самата спирална динамика има еден момент од кога се префрла едно племе, значи кога е племе или јакова фаза, во црвена фаза кога станува кралство или народ. Автоматски тука гледаме дека од самото племе успева своите други племиња да ги вплоти во еден поширока организација која што се вика народ. Тоа значи дека асабијата во тоа племе и во таа нова организација станала посилна. Потоа, од црвената фаза на кралство,
односно народ, се префрламе во сина фаза на царство, односно империја, каде што асабијата станува уште појака. Значи, толку јака станува што таа почнува да ги вплотува и оние народи околу нас кои што не зборуваат на исти јазик, кои што немаат исти концепти, бидејќи не е битно, бидејќи ние сме сега веќе царство, односно империја, и ние споделуваме едни вредности кои што се над етникумот, над народ. Ардоама, заради ова востановување на царство, самото царство станува многу материјално успешно и почнува да развива морален релативизам. И со тоа навлегува во протоколовата фаза, каде што материјалниот успех е најбитен. За да биде материјалниот успех најбитен, мора да се напуштат некои морални правила и духовни правила и да се развие релативизам околу нив. Ова не води кон зелената фаза, каде што буквално парадигма станува моралниот релативизам, како денес оној постмодернизам што е, и асабијата и јавниот морал се во силен пад. Значи, во оваа фаза, во зелената, има постапно напуштање на царската идеја. Значи, царштината се напушта. И сега, ако успее таа заедница, тоа царство, да ја надмине кризата во зелената фаза, практично ќе почне да влегува во оние надконцептуални, постконвенционални фази, жолта, трикизна и така натаму, каде што царската идеја, онаа класична царска идеја на треба да ги освоиме сите, да ги поробиме и да ни станат провинции и робови, се напушта или во друг ситуација се преобразува во царство на Господ. Значи, духовно царство станува. И со тоа, од едно царство, царството се преобразува во цивилизација. И така станува цивилизацијата. Во ретки случаи, не секогаш, во ретки случаи се успеваат да настават. Сега, кај се надоврзува па J.D. Unwin ново? Според истражувањата на J.D. Unwin, оние заедници кои што вовеле стриктен сексуален морал, особено во однос на жените, се заедниците кои што станале успешни. Оние кои што успешни материјално. Па потоа заради материјалната успешност го почнале да го опуштаат сексуалниот морал и заради тоа се распаднале. И можеме да видиме дека толку исто се случува и во спирална динамика, а толку исто се случува со асабијата. Практично оние заедници кои што заради силна асабија станале царства и вовеле силен морал, особено сексуален морал, имале силна асабија. Заради тоа почнале да создаваат многу голем материјален успех. Материјалниот успех им вовел морален релативизам, моралниот релативизам им вовел отцепување на богатите со сиромашните, преголемо богатење на богатите, осиромашување на сиромашните, и тоа ја растура асабијата и на крајот ги растура царствата, кои што во некои случаи можеби ќе се префрлат во цивилизации. И гледаме дека сите овие теории меѓу себе се поклопуваат. Тука и Колберговите фази на морален развој би ги ставила, но да не ја ширам многу темата. Значи буквално тие се поклопуваат меѓу себе и гледаме дека овие циклуси кои што Петар Турчин ги вика секуларни циклуси се повторуваат на истиот начин цело време. Суштинче, ти што би скоментирал за? Ова многу гениално звучи, буквално мислам дека ме просветли. Зошто? Затоа што навистина како ги објасни, како ја објасни еволуцијата и спиралната динамика, меѓутоа во однос на колективот, неверојатно прави логика. Меѓутоа, јас би рекол дека ова е утопистичко гледање на еволуцијата, бидејќи во реалниот живот не се случува така. Во реалниот живот ние имаме прекини на империите. Одредена империја или народ постои, па нема да постои, ќе биде поробен, ќе биде претворен во нешто друго, па повторно ќе се врати некое будење, или никогаш нема да се врати, или ќе стане империја, па ќе биде уништена и така, или ќе биде поделена на повеќе и така натака. И овој континуиран тек не може или никогаш до сега не се манифестирал целосно, меѓутоа во теорија е навистина гениално, бидејќи ако видиш, токму тоа се случува. Имаш одредена група животни, да речеме, и тие се многу успешни и поради тоа што се успешни се групираат во одредено племе. Значи веќе станале свесни суштества, станале менувачи на природата. И сега племето, ако е толку многу успешно, почнува да убива други племиња, да ги освојува, да им ги зима жените, пленот и така натака. Значи стануваат многу. Кога толку јако племето ќе стане, многу моќно и не може да биде победено, тоа станало кралство, станало освојувачко кралство. Кога тоа кралство толку многу ќе биде силно, непобедено, ќе освои толку голема територија, тоа веќе нема потреба за освојување и станува цивилизација, создава вредност, сега веќе важно е да ги зачува и создава вредности, создава етика, морал, правила и така натака, веќе почнува да се опушта малку за да ја заштити својата кохезија, затоа што веќе има огромна моќ, огромна територија во себе. И за да ја зачува таа кохезија, тоа почнува да трупа материјални богатства кои што ќе ја одржат моќта. И тоа трупање на богатство ги води кон тоа да станат
материјалисти, да станат всушност капиталисти. Почнуваат да создаваат се повеќе и повеќе капитал, тие влегле во портокаловата. Едноставно станале капиталисти, создаваат се поголема и поголема материјална вредност. Како што создаваат материјална вредност, тие мора да го оправдаат своето уништување на природата и на одредени жртви кои што мора да ги прават. Тоа релативизирање станува, влегува во зелената фаза. Веќе стануваме морални релативизатори и почнуваме да се грижиме за различни концепти, за различни аспекти од светот, не само за материјално, бидејќи почнуваме да ги гледаме работите релативно, не само директно. Како што стануваме морални релативизатори, ние стануваме надконцептуални, веќе влегуваме во жолтото, затоа што тие релативности си добиваат своја информација, своја теорија, своја идеологија и ти мора да живееш во овие различни типови на можности, на релативности и ти влеке си влегол во жолтото. Толку многу си влегол во жолтото, толку многу, да речеме, таа група на луѓе која што веќе не е ни империја, туку не е ни држава, туку е некој вид на цивилизација. Уште повеќе може да кажеме и цивилизација, толку станува надконцептуална, толку станува не обременета од концептите, што се просветлува и сега влегла во тиркизно. Сега станала просветлено група, да речеме, или небесно царство станало. И така натака. И тоа е навистина, ако создадеш една совршена утопија од племе, да речеме совршено племе, утопија и го оставиш само да расте без проблеми, тоа навистина вака би еволуирало. Меѓутоа во реалниот живот не еволуира така, бидејќи има и опасности од страна кои што му сметаат да еволуира, го уништуваат или пребрзо некојаш еволуира и така натака. Или некојаш забегува. Да, јас не сакав да кажам дека ваквиот разводок е неминовен, туку ако успееме ако една заедница успее да ги преброди сите тие кризи што се појавуваат при преминот од секоја фаза во друга, тогаш ќе стигне до таа. Ама тоа е многу тешко, статистички е многу малку веројатно и некој кралство ќе умре во фазата црвена, затоа што немале доволно сабија. Не биле доволно вплотени. Некоја царство ќе умре во фазата сина и така натаму. Значи ќе се распадне. Значи постојано има пречки кои што се случуваат така. Меѓутоа некои успеале да остават својата, како да кажам, цивилизациони достигнувања од надконцептуалните фази. Например, Христијанството е цивилизациони достигнувања. Тие се надконцептуални достигнувања кои што ако Рим не ги прифатил како своји, можеби немале да стигнат толку, може немаше да расшират толку. Друго од Рим што го имаме денеска е она континенталното право, односно идејата за континентално право, дека имаме закони кои што се вака и онака концепирани, кои што треба да се следат и така натаму. И многу други идеи кои што се цивилизациони во својата суштина. Денеска Рим не постои, Исус веќе го нема, меѓутоа тие како цивилизациони вредности продолжуваат да постојат, зашто се надконцептуални. Баш така, исто така ако го видиме човештвото како едно племе, да речеме, или една империја, или една цивилизација, тогаш таа е, бидејќи нема пречки од надвор, таа е буквално еден затворен систем и можеме да видиме дека токму ова се случува што го објаснивме претходно. Баш така имало племиња, па се развиле така натака, едноставно еволуирале и покрај тоа што имало внатрешна динамика, цивилизации се уништувале, се создавале. Меѓутоа, ако го гледаме целото човештво како една целина, тогаш баш така еволуирало како што го објаснив. И ова се склопува со она што сакав финално да го кажам, а тоа е она надконцептуално ниво на асабијата, како го гледам. На ова највисоко ниво асабијата ја гледам како едно флуидно течење од јас во ние и од ние во нас. Што значи тоа? Тоа значи дека во спирална динамика тоа му доаѓа минимум во жолто ниво па нагоре. Значи не е доволно само да се гледаш себе си како дел од една заедница во која припаѓаш, туку треба да имаш однос или комуникација со неа. Значи треба да знаеш дека во моментот кога ти ќе се освестиш дека си дел од некоја група, во истиот момент групата е свесна за тебе. Бидејќи ти си групата, стануваш свесен за себе. Автоматски групата станува свесна за тебе и за себе. Тоа значи дека твојата душа е всушност дел од душата на колективот. Сега, ако станеш вистински свесен за ова, тоа во тебе треба да разбуди една вистинска одговорност за колективот. Значи треба да развие чувство во кое не си ти само еден човек, туку ти си еден огромен суперорганизам и живееш како да си агент на тој суперорганизам. Значи веќе немаш своја самодоверба, туку имаш самодоверба на колективот. Ја живееш со самодовербата на колективот. Ако можеш тоа да го постигнеш, твојата индивидуалност ќе се засили премногу.
Не нарцистично, не егоистично, туку баш спротивно, ќе се расшири идентификационо. Идентификацијата ќе ти се расшири. И ти после тоа немаш потреба да се бориш за смисла во твојот мал живот, туку ќе знаеш дека баш ти си целиот колектив. Секако, овој надконцептуален приод функционира и би бил прифатен на кај духовно интелигентни луѓе, кај духовно свесни луѓе. Што значи тоа? Тоа значи дека кога ти би почнал да се идентификуваш со нешто поголемо од тебе, ти би бил доволно свесен и мудар, ако си надконцептуален, да сватиш дека нема потреба да се лимитираш со својата нација или религија или што и да е, и веднаш би почнал да се идентификуваш со највисокото, со севкупноста. Значи, си остануваат и пониските колективи, ама твојата самодоверба ја влечеш од севкупноста. Тоа е тоа интелектуално просветлување. Јас, иако себе си не се сметам за духовно просветлен, мислам дека пред нешто повеќе од 3 години го имам постигнато овој момент на станување интелектуално просветлен, да речеме, или свесен дека мојата самодоверба е самодовербата на севкупност. И тоа ми го има променето животот драстично, на подобро. Многу убаво што го кажа ова, затоа што се надоврзува на буквално последната кратка точка која што сакам да дискутираме, тоа зошто е битна асабијата. И можеме да видиме дека, ако ја погледнеме историјата, минатото како погледнеме, гледаме дека луѓето како поединци се многу слаби, малку можат да постигнат. Тоа ние сме разговарали со наши венели другари, ако те текнува пред некој време кога бевме излезени, кога им кажав на тој едниот наш другар, сам можеш, толку можеш да постигнеш, едно станче, една кола и толку ќе биде во животот. Немаш кој знае што да правиш. Значи, ама ако се вплотиш, ако работиш заедно, ако работиш со луѓе на кои што им веруваш, можеш да правиш чуда. Така и ќе биде и мојот цитат на крајот од Тет Качински, ќе го слушнете. И има уште еден друг интересен коментар, а тоа беше дека, ова го прочитав како твит на X, вика, сега го парафразирам, не го знам точно. Многу луѓе се расправаат дека биле заглавени во гужвата. Не, вие сте гужвата. Значи, ако гледаш само од поединецот, ти си заглавен во гужвата, ама ти си колективот кој што ја прави гужвата. Ти си гужват. И ако сакаш да нема гужва, треба ти да се тргнеш како поединецот таму, и ако ти и уште некои луѓе се тргнете, ќе прекине гужвата. Значи, ова е таа свесност за колективот, дека си дел од колективот. Значи, не си ти само поединец, не сум јас заглавен во гужвата, јас сум гужват. Не сум јас процесорот кој што македонскиот народ го создал, туку јас сум македонскиот народ. Во исто време сум и процесорот и македонскиот народ. И така натаму. Баш така. Значи, зашто е битна асабијата тогаш? Според мене асабијата е битна затоа што само поединците кои што се организираат во заедници кои што имаат силна асабија се успешни и траат низ историјата и ќе траат во иднината. Оние поединци кои што се саможивни, кои што мислат само на себе, кои што се нарцисоидни, животот ќе им заврши, ќе продолжат само во нивните деца, меѓутоа многу често нивните лози и нивниот удел во историјата, нивниот трага низ историјата е многу мала или прекинува. И заради тоа асабијата е битна. Асабијата е битна особено од аспект на мали народи како нашиот, кои што наместо да се распаѓа морално и со тоа ќе се распадне и физички ќе нас нема, наместо тоа треба да се вплоти, да се засили својата асабија и да стане силен колектив. Меѓутоа не на начин да станеме империја и пак да колеме и да убиваме околу нас, како што прави Александар Македонски, туку да се сортираме себе си на овој свет, да не дозволиме да нас нема. Зашто имаме долг континуитет, продолжение уште од античко време до денес и би било буквална трагедија сега да нас нема заради некои нарцисоидни поединечни наклонетости кои што ни се развиваат во последно време. Меѓутоа поќе за македонците во некоја следна епизода, веројатно баш и во следната епизода, каде што би сакале јас и свештеникот да разговараме поќе за асабијата во однос на македонците и Македонија. Со ова, кажаното до сега, и со нашиот осврт на асабијата, ќе ја завршиме денешната епизода. Сега ќе дадам едно кратко сише, а како што реков претходно, во следната епизода, или во некоја од следните, ќе продолжиме со асабијата во однос на македонците и Македонија. Асабија. Во оваа епизода разговаравме за феноменот наречен асабија. На почетокот дадов вовед во асабијата. Тоа е, според Питер Турчин, способноста за заедничко делување на една заедница. Па, според мене е еден вид на вплотеност со заедницата. Народ ли, семејство ли, племе ли, држава ли,
нели, нација, цивилизација, империја, организација, така натаму. И асабијата е динамичен квалитет, менлив квалитет, може да се појача, може да се намали. Потоа дадов осврт на теоријата на Питер Тручин и како тој ја објаснува самата асабија, нејзиниот процес, кога се зајакнува, кога се ослабува. Свештеникот исто така даде свој осврт на асабијата, тој ги покрие оние духовни и психолошки аспекти на самата асабија. Еве на крајот сега кажавме дека асабијата е она во оној момент кога ќе почнеш да се поистоветуваш со колективот, практично и колективот се поистоветува со тебе и ти си колективот и колективот е ти. Значи вие сте едното исто, ти си можеби како делче од колективот, меѓутоа она делче како во сложувалка кое што е суштински битно делче, значи ако го извадиш веќе сложувалката ја нема. И негде на средината на емисијата дававме осврт помеѓу една паралела помеѓу спирална динамика, теоријата на J.D. Адвин и асабијата и теоријата на Питер Турчин. И на крајот сега спомнавме за зошто е битна асабијата и како таа се однесува во однос на македонците и Македонија. Тука завршува сюжето, а сега одиме со практичните совети на свештеникот. Би сакал да дадам 3 практични совети. Првиот совет би бил едно практикување на микроасабија, каде што нашиот слушател може секој ден да одвои еден момент каде ќе се освести и ќе поразмисли малку повеќе за некој вид на колективна свесност од која што е дел. Значи своето внимание ќе го обрне кон некој колектив. Тоа може да е семејството, може да се колегите на работа, некои духовни групи, државата и така натака, не е важно. Потоа би сакал да ве советувам како пракса да се навратиме на на основна христијанска пракса на солидарност, која што не постои само во христијанството, туку постои и во други религии, како будизмот, хиндуизмот, исламот, во хиндуизмот е познато како карма јога и така натака. Значи тоа во себе вклучува волонтерство, меѓусебна помош на тој што му е потребна, помагање на бездомниците, хранење на животни и така натака. И исто така една многу важна практика, тоа е вклучување во заеднички проекти. Значи здружување во одредени здруженија, во одредени само создадени организации помеѓу вас, кои што ќе ви ја вратат и ќе ви ја засилат вербата во колективот. Тоа ќе ве направи да се чувствувате дека сте повеќе од индивидуалци, повеќе од осамени острови во оваа реалност. Историјата се создава од активни, одлучни малцинства, а не од мнозинството, кое ретко има јасна и доследна идеја што навистина сака. Тед Качински.